Беше тоа на 19 февруари 1875 година, кога е роден Димо Хаджидимов, македонски социјал-анархист, учесник во македонското револуционерно движење, член на Македонската револуционерна организација и истакнат представник и идеолог на Серската група, еден од основачите на Народната федеративна партија и деец на македонската група во Бугарската работничка партија. Во судрот помеѓу внатрешната организација и Врховниот комитет, Хаджидимов застанува категорично на страната на внатрешната организација. На 19 февруари 1878 година, по завршувањето на руско-турската војна, во градчето Сан Стефано кај Цариград, бил склучен мировен договор познат како Сан Стефански мир. Било создадено и автономно кнежество во вазален однос према Турција, голема Бугарија. Покрај другите делови, во кнежеството било предвидено да влезе цела Македонија, но поради несогласување на Австро-Унгарија, Германија и на другите големи сили со привласта на Русија во Источна Европа, на Берлинскиот конгрес договорот бил ревидиран. Одредбите на Сан Стефанскиот договор и на Берлинскиот конгрес неповолно се одразиле врз понатамошните односи на Балканот. Беше тоа на 19 февруари 1905 година, кога во Париз излезе првиот број на весникот Македонија. Излегуваше до јули 1906 година. Целта на весникот беше да се запознае француската и воопшто европската јавност со положбата на станите и судбината на Македонија. Главен и одговорен уредник беше францускиот новинар и публицист Жорж Голи. На 19 февруари 1922 година е роден Тодор Димитровски, македонски лингвист. Работел како преведувач во македонската редакција на Тањук, неколку години во весникот Трудбеник, а потоа бил лектор во Ново поколение и Кочорацин книгоиздавателство. Работел како научен советник во Институтот за македонски јазик Крсте Мирцирков во Скопје. Почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Добитник е на наградите 11 октомври, Кирил Печиновиќ, Златно перо и Григор Прличев. Беше тоа на 19 февруари 1951 година, кога е роден Трајан Мартиновски во селото Нерези, Струшко. Починал на 4 мај 1999 година во Охрид. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1989 година. Автор е на книгите Премолчано време, Дулбија, Голтки, Христовиот син, Гробот на Чинго, Говорот на свеќето и други. Беше тоа на 19 февруари 1979 година, кога е роден Игор Митрески, македонски фудбалер. Митрески дебитирал за македонската репрезентација во 2001 година. На пријателски надпревар против Чешка има стекнато 70 надпревари во кои постигнал еден гол. Неговиот последен репрезентативен надпревар бил во октомври 2011 година за време на квалификациите за Европското првенство 2012 година против Ерменија. На 19 февруари 1980 година починал Рудолф Горник, инженер агроном, основоположник на тутунската наука во Македонија и во Југославија, особено во областа на селекцијата. Избран за член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав. На негова иницијатива во 1924 година била основана првата експериментална станица за истражување на тутун во Прилеп, која била единствена од таков тип на Балканот. Како резултат на неговата научно-истражувачка дејност, добиени се ориентални сорти на тутун со висок квалитет. Исто така се занимавал со интродукција на нови сорти на тутун од типот Вирџинија и создавање на нови хибридни сорти на тутун отпорни на пероноспората на тутунот. Автор е на повеќе од 60 научни и стручни дела од областа на селекцијата, одгледувањето, производството и преработката на тутунот. Починал на 19 февруари 1980 година во Загреб.
Беше тоа на 19 февруари 1983 година, кога за време на зимската пауза екипата на Вардар, предводена од Вукашин Вишњевац, на традиционалниот турнир во Скопје им одржа лекција на белградските клубови Црвена звезда и Партизан и го освои трофеот. Беше тоа на 19 февруари 1996 година, кога Советот на театарските игри Војдан Чернодриски донесе одлука оваа манифестација во иднина да се одржува под името Македонски театарски фестивал.